Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. На самиот почеток да ги проследиме накратко главните настани на денот. Браната Калиманци прелеа, зголемено и нивото на акумулирана вода во акумулацијата Градче кај Кучани. Надлежните будно ја следат состојбата. Штипската клиничка болница бележи успешно работење на финансиски план. Со грант од јапонската влада ќе се реновира здравствениот дом во Бераско двориште. 60-годишната Љубинка К од пешчевското село Робово вчера попладне е пронајдена почината кај реката Иглика во селото. Уведот потврди дека смртта настапила како последица на давање. Обилните врнежи деновиве го зголемија водотекот на реките во Брегалничкиот слив. Акумулацијата Калиманци се излева, а на критично ниво е и водата на акумулацијата Градче кај Кочани. Демна опасност од поплави заради што надлежните будно ја следат состојбата како не би се повториле минатогодишните поплави. Попладнево за актуелната состојба со водостојот на Брегалница разговаравме со началникот на кризниот штаб на општина Штип, Тоше Ѓоргиевски, а според информациите добиени пред почетокот на овој дневник од началникот Ѓоргиевски, состојбата од попладнево се уште е непроменета. Овде до мене е началникот на кризниот штаб во Штип, господинот Тоше Ѓоргиевски, кој што се врати од терен и ќе ни објасни всушност каква е ситуацијата овде во Штип и Штипско. Господине Ѓоргиевски, само што се вративте од терен, кажете ни каква е ситуацијата, можни ли се поплави како минатогодишните? Значи, како минатогодишните кои што беа едни од најголемите во историјата на Штип, мислам дека за сега не се можни, бидејќи како што гледаме водостојот на реката од утринските часови до сега е намален, што значи дека по запирањето на овој 24 часовен обилен дожд, како што рековме, каде што наврна од 20 до 30 литри, веќе престана да врне и со тоа се намалува водостојот на реката, покачен до едно нормално ниво, тоест излевање на реката има од минор коритото, но мајор коритото е далеку да се наполни, како што беше минатата година. Што е со Штипско Новосело, каде што минатогодишните поплави поплавија неколку семејства во овој дел од Штип? Дали постојат можности за излевање на реката овде токму во Штипско Новосело и повторно поплавување на повеќе домакинства? Значи, Штипско Новосело секогаш е приоритет на општина Штип и на кризниот штаб при општина Штип. Затоа со проектот за чистење на речните корита преку владата на Република Македонија секоја година се чисти, се продлабочува, со што си помагаме во вакви ситуации да не дојде до излевање на реката и до повтарање на онаа поплавување на куќите кои што се случи во 2012 година. Од тогаш навака, како што реков и минатата година кога дојдоа најголеми количества на вода, значи немаше поплавување на куќите, освен оние подрумски простори каде што имаше мало полнење со вода и веднаш се интервенираше. Има еден критичен момент каде што во општина Штип секогаш се јавува, тоа е на место викано 4 километар, каде што има викенд куќи кои што се близу до реката Брегалница и со ова мало покачување на водата, да речеме со 1 метар, веќе се под вода околу 1 метар. Така, а што е со браната Калиманци, бидејќи само што се вративте од терен и ни кажавте дека почнала да прелева, каква е ситуацијата во тој дел? Вчера, заедно со координација со Центарот за управување со кризи и Директивата за заштита и спасување, значи во целосна координација знаевме дека има околу 2,5 метри до прелевање на браната, но денеска веќе информацијата е друга, тоест пред 5 минути ми се јавија дека браната започнува да прелева. Дотурот на вода некаде е 98 кубни метри, а истекуваат од браната околу 18 метри кубни, што ќе е дополнителен проблем. Иако реката сега почнува да опаѓа, очекуваме дека до утрешните часови дека ќе повторно да се зголемува. Управата за хидрометеоролошки работи најавува нови врнежи во текот на утрешниот ден, па и за веќе од понеделник понатаму. Подготвени ли сте вие како кризен штаб да действувате согласно потребите? Да, значи уште вчера со јавните претпријатија Стипион и Исар се полнат вреки со песок. Имаше една интервенција во населбата Македонка, а исто така имаше интервенција во Штипско езеро, наречено Штипско езеро, за бунарите за општина Штип, каде што се поставуваат бедеми од вреки, се прават насипи за да не дојде при евентуално зголемување
снабдување на водостојот, да не дојде до поплавување на овие населени места и нормално системот за снабдување на вода за пиење на општина Штип. Значи исто така веќе со дирекција за заштита и спасување договорена баѓер кој што ќе се грижи околу речето корито кај селото Караорман, бидејќи таму имаше најава од жителите дека и се носат дел од нивите за да се направи еден заштитен насип за да не дојде до некоја поголема штета. А на Ново село исто така кој секоја година ќе се донесе исто така песок, се спремаат вреки, значи со координација и помош на армијата на Република Македонија и полициска станица Штип, ќе се наполнат вреки и сето тоа ќе биде спремно при евентуални поголеми врнежи овие 3 дена и на зголемување на водостојот на реките. Обилните врнежи и зголемувањето на водостојот на река Брегалница не причинија во Штип да има загадена вода за пиење. Водата е хемиски и технички исправна. Ова за Канал Плюс телевизија го потврди директорот на јавното претпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. Општина Кочани соопштува дека поради врнежите од дожд и високиот водостој е во прекин локалниот пат Долни Подлог-Облешево. Патот е затворен за сообраќај за сите видови моторни возила на потегот од влезот на оранжери и Зелена куќа до влезот на селото Облешево. Од младоците на двата политички блока ВМРО ДПМН и СДСМ денес беа активни во Штип. Од СДСМ обвинуваат за неисполнување на ветената реконструкција на фудбалското игралиште Бело Брдо и изградба на трибини. Од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е со одговор дека владата и локалната самоуправа работат посветено на изградба на спортски игралишта во Штип. Темата на пресконференцијата која денес ја организира од локалниот клуб на социјалдемократската младина во Штип беа проектите кои ги реализираша локалната самоуправа предводена од владеачката ВМРО ДПМН, а кои се однесуваат на спортските активности на младите во Штип. Акцент беше ставен на фудбалското игралиште во Бело Брдо. Старите собликувални се целосно руинирани и наликуваат на мини депонии. Нема ниту трага од најавуваните трибини, а што е уште позастрашувачки, на овој терен нема ниту вода и струја. Овој терен требаше да биде користен за реализација на практичната настава на учениците од дисперзираната паралелка за фудбал, која е дел од Академијата за спорт, а функционира во рамките на средното училиште Колен Ехтенин во Штип. Реализацијата на овој проект, кој им е потребен на младите фудбалери во Штип, следува по промените на следните фер и демократски избори. Стојчевски изјави дека во својата програма Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предвидува сериозни мерки кои ќе бидат базирани на политика со студентите, младите, со цел младите да останат во сопствената земја. Од друга страна, од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е Штип со свој став. Соблекувалните на игралиштето во Бело Брдо биле целосно руинирани во времето кога локалната власт ја водел Социјалдемократскиот сојуз, велат од Унијата на млади сили. Почитувани сограѓани, сакаме да информираме јавноста во Штип дека и владата и локалната самоуправа предводена од ВМРО ДПМН му посветуваат исклучително внимание на изградба на спортски терени. Меѓу нив е и спортското игралиште за фудбал со вештачка трева во Бело Брдо, кое е реновирано и кое го користи и спортската академија во Штип. Во тек е тендерска постапка за комплетно реновирање на собликувалните на ово игралиште, кои поради негрижа биле целосно руинирани во времето кога локалната власт ја водел СДСМ. Затоа е задоцната реакцијата на СДМ од Штип на оваа тема. Во продолжение на пресконференцијата мајсторски ги наведе сите досега реализирани проекти од страна на владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт. Како позначени ги истакна спортската сала Јордан Мијалков и повеќе наменските игралишта во населбата Сењак, фудбалското игралиште Никола Клјусев во Сутлакот, кошаркарски, ракометни и фудбалски игралишта во останатите штипски населби. Следува блок содржини посветени на здравјето. Штипската клиничка болница работи добро, како во областа на здравствената заштита, така и во финансиската работа. Долговите се намалени за 20 милиони денари, за приближно иста сума зголемени се трошоците за болнички лекови и медицински материјал. За прв пат во своето работење, клиничка болница Штип нема долгови. Во билансот за изминатата година, клиничкиот центар бележи раст на квалитетните здравствени услуги и во делот на финансиите. Што се однесува до вкупните здравствени услуги,
се бележи тренд на зголемување на специјалистичко-консултативните прегледи и тоа за 4,8%, а намалување на болничките услуги за 6%, што е резултат на подигање на здравствената свест на населението, а тоа се навремени прегледи и превентивни прегледи. Во делот на финансиите 2015 година, болницата бележи успешно работење, кое се рефлектира на намалување на долговите. И тоа од 74 милиона и 300 илјади на 1.1.2015 година на 53 милиона 489 илјади на 31.12.2015 година. Односно, помалку обврски имаме за 20 милиони денари. Овде би нагласила дека доспеани обврски, освен кој ИАЗУ трансфузија, клиничката болница нема. А во услови на финансиски средства поголеми за лекови и потрошен медицински материјал, и тоа од 52 милиона на 70 милиона. Изголемени средства за инвестирање во опрема од 5 милиона на 8 милиона денари. Во делот на останатите трошоци, клиничкиот центар заштедил 9 милиони денари. Овие резултати се должат на посветеноста на работата, исполнување на активностите и насоките кон единствената цел, тоа е постојаното зголемување на квалитетот на здравствените услуги од страна на вработените во болницата, истакна Елизабета Папарова, економскиот менеджер во болницата. Инаку клиничкиот центар во 2015 располагаше со 318 милиони, а од оваа година буџетот на болницата ќе изнесува 338 милиони и 100 илјади денари, што значи буџетот од оваа година е зголемен за 20 милиони денари. Ова зголемување најмногу се должи на новите вработувања. Со превентивни прегледи за граѓаните се одбележа неделата на глауком. Станува збор за дегенеративно заболување на очниот нерв, кое може да резултира со губење на видот. Како и кај другите болести, редовните лекарски контроли се најефикасен начин на заштита и успешно лекување и на глаукомот. Глаукомот е тешка и подмолна болест на очите која на почетокот нема изразени симптоми кои може да предизвикаат сомнешке луѓето да се јават на лекар. Оваа болест го оштетува очниот нерв и видното поле и доколку не се лекува навреме, сигурно води кон слепило. Единствен начин глаукомот да се открие е со мерење на очен притисок. Мерењето на притисок сега е безболна работа, имаме најсовремен безконтактен тонометар, 1 секунда е и на тај начин ќе можеме да полесно да откриеме покачен очен притисок на нашите пациенти, што е предуслов да може да имат и глауком. Но морам да потенцирам, секој зголемен очен притисок не значи дека имаме и глауком. За да имаме глауком треба да имаме оштетување на видното поле, оштетување на очниот нерв и треба да имаме оштетување на ретиналниот неурофибриларен слој. Заради тоа, со покачениот очен притисок само ни е сигнал на нас очните лекари да ги направиме деталните испитувања на пациентите на нашето очно поделение. Нормалната граница во која треба да се движи очниот притисок е 20 мм живин столб. Секое покачување над оваа граница подлежи на понатамошни подлабински испитувања. Покачувањето на очниот притисок не значи и глауком, затоа офталмолозите советуваат редовни контроли. 1 секунда е и на тај начин ќе можеме да полесно да откриеме покачен очен притисок на нашите пациенти, што е предуслов да може да имат и глауком. Колку пати требаат пациентите да вршат контроли за да видат дали имаат очен притисок? Контролите се врзани со возраста. До 7-та година се обавезни 2 прегледи на очно, систематски прегледи обавезни во 6-та година, во 5-та или 6-та пред почнувањето на прво оделение. Во текот на периодот обавезно се околу 18-та година прегледи и над 40-та година практично треба на секоја година проверка на оч, бидејќи почнуваат презбиопија, луѓето се менуваат диоптријата за блиско, се појавуваат глауком, притисоци, диабетот станува кај многу луѓе веќе се почесто присутен, што последиците ги дава ночите, така да повеќе болести сега дават последици ночите и прегледите на офталмолог треба да бидат што почести. Акциите за мерење на очен притисок се од голема корист за граѓаните.
Добро ли е вакви да имат прегледи за очен притисок? Петка, добро е. Со овие добри акции, не само со очните прегледи, владата на Република Македонија многу акции вакви спроведува секаде во секои градови, па и добро е за нас граѓаните да има почесто вакви акции. Било за очен притисок, било за кривен притисок, било за што, значи се тие овие се многу добри акции за нас граѓаните. Над 2% од граѓаните имаат глауком и се соочуваат со тешките последици од оваа болест. За таа цел, Здравствениот дом во Штип организираше бесплатни прегледи за мерење на очен притисок за граѓаните на Штип на последниот ден од одбележувањето на Светската недела на глауком, чие мото оваа година е да го победиме невидливиот глауком. Труење со храна во Виница, 6 деца хоспитализирани во Штип и Скопје. Изворот не е едно место, тврдат надлежните. Кај заболените изолирана е бактеријата салмонела. 6 деца од Виница во рок од недела дена биле хоспитализирани заради пролив, повраќање и висока температура. И кај сите нив кои се на возраст од 1 година, 4, 6 и 8 години е изолирана бактеријата салмонела. Децата имаат труење со храна и дел од нив биле задржани на инфективното одделение во Штипа, некои стасали до Скопје. Но според надлежните, изворот не е од едно место. Состојбата на сите пациенти е добра. Голем дел од нив, односно 5 од хоспитализираните пациенти се пуштени на домашно лекување, значи уште едно дете е задржано на лекување на инфективната клиника во Скопје. Состојбата постојано, перманентно се прати. За изворот на зараза, со сигурност не можеме да потврдиме дека станува збор за некое труење за храна кое што всушност е и самата салмонелоза, затоа што случаите се неповрзани. Има деца кои што одат во градинка, има деца кои што се во училиште, има и еден повозрасен пациент, така да некоја поврзаност на сите пациенти кои што е изолирана салмонелата не постои. 3 од децата кои биле хоспитализирани одат во градинка, веднаш се преземени мерки со контролни прегледи, земени се брисеви и копрокултури, како и мостри од храна. Упатени се и препораки за подигнување на хигиената на повисоко ниво во објектите. Од вчера на инфективното одделение во Штип се пријавени уште нови 3 пациенти од Виница со истите симптоми, но салмонела кај нив не е изолирана. Салмонелозата спаѓа во групата на бактериски инфекции, кои што се карактеризира со еден нагол почеток или период на инкубација е краток од неколку сати, од 6 часа до 48, може и до 72 часа, значи клиничката слика многу брзо се развива после заразата со салмонелата, која што, нели, рековме е бактериска бактерија, која што ја предизвикува таа салмонелоза, која што е пропратена со една симптоматологија на малаксавост, пролив, повраќање. Во Виница во последните неколку години периодично изолиран само по некој случај на труење со оваа бактерија, која воглавно се пренесува меѓу луѓето кога тие јадат недоволно сготвена храна. Салмонелата може да се пренесе од едно лице на друго преку рацете на заразеното лице, а може да се пренесува и од животни на луѓе. Од 1 април јавното предпријатие ИСАР со нова понуда до граѓаните, кои ќе ги добиваат сметките за вода по електронски пат, а исто така ќе може и да плаќаат. Од 1 април граѓаните на Штип ќе можат по електронски пат да ги плаќаат и добиваат сметките на јавното предпријатие ИСАР. Ваквиот начин е направен со цел да се овозможи полесна комуникација и скратување на времето потребно за подмирување на сметките кон нова јавно предпријатие. Нема да мораат да чекаат по шалтерите, да губат драгоцено време, туку своите сметки ќе може да ги плаќаат по електронски пат на нашата веб страна. Доволно е само да влезат во нашата веб страна JPISAR и да го извршат плаќањето. Покрај ова, ние работиме веќе и на процедурата да можат сметките да се добиваат по електронски пат, да не мора граѓаните да го чекат инкасаторот да ја донесе сметката, туку по електронски пат на секој корисник да дојде сметката по интернет. Штипјани новите сметки ќе ги добиваат со посебна лозинка и кориснички број, со кој ќе можат да се најават на интернет страната на јавното предпријатие ИСАР и да извршат електронско плаќање на сметката. На веб страната на јавното предпријатие ИСАР
ќе може да влезе секој наш корисник што ќе биде заинтересиран електронски да ни плати, сметките ќе ги добиваат со лозинка и корисничко бројче, така што со влезот значи на нашата веб страна, кликнувајќи си го, впишувајќи си го значи лозинката и корисничкото име, ќе можат да си ја видат својата картичка, од која што ќе можат да видат колку обврски имаат, кои сметки не се им платени и со клик да ја одберат сметката која што ќе сака да ја платат кај нас и да направат трансфер на паричните средства од нивната трансакцијска сметка на нашата жиросметка. Јавното предпријатие ИСР е прво јавно предпријатие на истокот кое им овозможи на граѓаните да ги плаќаат сметките преку интернет. За да може да се врши електронска наплата на сметките, јавното предпријатие работеше околу 1 година и овој начин е целосно безбеден. Безбедноста е на високо ниво, значи не може да се направат никакви малверзации, се плаќа со дебитна електронска картичка. Јавното предпријатие ИСР во последните години од работењето бележи пораст од 80% во наплата на сметките. Се очекува со електронската наплата овој процент уште повеќе да се зголеми. Наградени решенијата од конкурсот за идејно архитектонско решение на коритото на Кочанска река. Комисијата одлучи да не додели прва награда, туку само втора и трета. Во врска со второ награденото идејно архитектонско решение, комисијата утврди дека е постигнато функционално и обликувано поврзување на речното корито со околните сообраќајници, односно тротоари, а со трето награденото се обезбедени зелени површини со високо и ниско зеленило, како и простор за поставување на обележје карактеристично за градот. Минатата година општина Кочани објави јавен и анонимен конкурс за изработка на идејно архитектонско решение на коритото на Кочанска река во централното градско подрачје на Кочани. Предмет на решението на овој конкурс беше уредувањето на коритото на Кочанска река во линија од север кон југ во должина од 2690 метри или со површина од 75410 метри квадратни. Жирито во состав Зоран Манасиев председател, Александар Гицов заменик председател, Никола Давидков, Марија Салтирова Јовановска, Јордан Димитров, Ана Кралева одлучи да не додели прва награда. За најдобро рангирано го прогласи решението на Мила Рорик и Дејан Томски, која е наградено со втора награда во вредност од 37.000 денари. Трета награда е за авторите Ана Иванова, Муса Неджипе, Екзона Зендели и Ивона Крстеска од Тераплан Партнерс Доел Гостивар во вредност од 25.000 денари. Денеска беа наградени решенијата од конкурсот за идејно архитектонско решение на коритото на Кочанска река. Водечката идеја на нашиот проект беше да ја приближиме реката кон граѓаните преку формирање на контактни зони во рамки на нејзиното корито, кои што добиваат различни содржини, а меѓусебно се поврзани со велосипедски и пешачки патеки. Анализата која што ја направивме на диспозицијата на речниот тек во однос на изградената средина во Кочани, самата ни ги сугерираше намените кои ќе ги добијат тие зони, па соодветно на тие намени ние обработивме 3 зони кои што ги нарековме спортско-рекреативен комплекс, комплекс плоштад и комплекс култура. Централниот дел. Тој дел е дел каде што сите млади воедно и сите жители се собираат најмногу и најчесто, но и затоа сметавме дека треба овој дел да го уште повеќе анимираме. Секако не ги запоставивме и останатите сектори, бидејќи не е само центарот место на собирање. И затоа ние всушност секој сектор го обработивме детално и во секој сектор анимиравме и интегриравме различни содржини каде што ги анимиравме сите старосни категории. Да се навратам на споменот на нашиот колега Радко Лалович, неговиот проект ни беше подлога за да направиме избор во подготовка на проектниот програм што го обработуваа сега помладите колеги, за кои јас посебно чувствувам гордост да бидам една врска помеѓу генерациите кои одминале и генерациите кои доаѓаат. Комисијата донесе одлука со која наградените трудови остануваат собственост на општина Кочани. Наградите ќе значат надоместок за откуп на авторските права на делата.
Општина Берово со пари од јапонската влада ќе реновира здравствената установа во селото Двориште, која настрада минатата година од поплавите. Со грантот од 29.236 евра ќе се поправи покривот, ќе се заменат прозорците и вратите и ќе се обезбеди соодветен систем за дренажа кој во иднина ќе го заштити објектот од поголеми поплави. Општина Берово со пари од јапонската влада ќе ја реновира здравствената установа во село Двориште. Постоечката зграда сега се наоѓа во многу лоша состојба, откако незината основна конструкција пропадна како последица од поплави. Со грантот ќе се обезбедат средства за поправка на кровната конструкција, ќе се заменат прозорците и вратите и ќе се обезбеди соодветен систем за дренажа, кој во иднина ќе го заштити објектот од поголеми поплави, истакна директорката на здравствената установа во Берово. Бев на подпишување договор со јапонската амбасада во канцеларијата во Скопје. Беа присутни од јапонската амбасада и подпишавме грант во висина од 29.270 евра, кои ќе бидат наменени за реновирање на станицата здравствена во село Двориште, која настрада минатата година 2015 од невремето од поплавите. Така, што се ќе биде реновирано или целосно? Целосно реновирање ќе биде на зградата, во исто време ќе се прави и дренажен систем околу здравствениот објект, заради тоа што од површинските води фактички беше и најголемото оштетување. Ревитализацијата ќе започне на 1 април, се знае точно значи датумот на почнување, а се рачуна да се заврши 2016 година негде до ноември месец. Амбасадата на Јапонија од Виена подпиша 5 грант договори со кои ќе се обезбедат вкупно 302.000 евра за реализација на проекти во Македонија. Дел од проектите се однесуваат на реновирања, а дел се помош за моменталната бегалска криза. Проектите се финансирани од програмата Грант помош за поддршка на мали проекти, основана од владата на Јапонија. Преку оваа програма, која започна од 1996 година, досега се спроведени над 100 проекти во вредност од 6 милиони евра. Од Крими билтенот на СВР Штип, прва жртва на надојдените речни води на истокот, 60-годишната Љубинка К од Пехчевското село Робово, вчера попладне била пронајдена почината кај реката Иглика во селото. Сувите утврдено дека смртта настапила како последица на давење во надојдената река. Вчера околу 21 часот во продавница МК Пром во Пробиштип, 3 непознати маскирани лица со закана со нож од една вработена одзеле сума на пари од околу 7.000 динари, пошто го напуштиле местото на настанот. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Побавното темпо на раст на кинеското стопанство и економската транзиција во оваа земја се клучна причина за силното успорување на глобалната трговија во 2015 година. Глобалната трговија лани порасна за само 1,7%, што е значително успорување во однос на растот од 3% во 2014 година, се наведува во најновиот извештај на Светска банка. Американскиот претседател Барак Обама ја обвини Велика Британија и Франција за хаосот во Либија, наведувајќи дека по соборувањето на Моамер Гадафи, британскиот премиер Дејвид Камерон бил премногу расеан во други работи за да помогне за мастеринг на кризата. Во своето интервју Обама посочи дека било грешка да се смета дека европските сојузници на САД ќе се ангажираат да ја следат ситуацијата по интервенцијата на коалицијата во 2011 година, која доведе до соборување на Гадафи. Обама изјави дека откако францускиот претседател Никола Саркози изгуби на претседателските избори, а вниманието на Камерон било фокусирано на други проблеми, Европа станала мачнена и во исто време граѓанската војна во Либија станала растечка. Водечката муслиманска невладина организација во САД побара од фаворитот на Републиканската партија за номинација за претседател на престојните избори, Доналд Трамп, да се извини поради изјавата дека исламот го мрази Западот. Антимуслиманската реторика на Доналд Трамп не е одраз на лидерство, туку начин на размислување полн со предрасуди кој само доведува до поделба на нашиот народ и на светот, наведе во соопштението Нихат Ават, директор на Советот на американско-исламските односи.
Универзитетот Гоце Делчев во соработка со Велосипедската федерација на Македонија ќе организира велосипедска трка под мотото со велосипед на факултет. Трката е наменета за рекреативци, лиценцирани надпреварувачи, а права на учество имаат сите заинтересирани граѓани. Всушност станува збор за еден проект кој што сме во организација и со Велосипедската федерација на Република Македонија, каде што се планирани промотивни активности на велосипедизмот како алтернативна форма, како превозно средство со кое што може да се заштити средината, но и како една активност со кое што сакаме да прерасне во една традиција и омасовување на спортот и на сите заинтересирани граѓани кои што ќе сакат да се вклучат. Преземени се неколку чекори и станува збор за активност која што ќе започне на 27 март во 11 часот, на кој што се поканати сите граѓани, сите рекреативци, сите здруженија, сите професионалци кои што ќе се вклучат во оваа трка, и веќе сме во контакт, имавме состанок со директорите во предучилишните и основните училишта во Штип, каде што од нивна страна се преземени неколку чекори и во заедничка координација се обезбедени околу 200 учесници од предучилишно и основно образование. На велосипедската трка ќе се вклучат и студентите во овој настан, како надпреварувачи и волонтери во техничка реализација. Универзитетскиот спортски центар како промотор на спортот и на спортските активности на универзитетот активно ќе партиципира во организацијата на велосипедската трка, вклучувајќи ги активно и студентите во целиот овој настан. Моментално во наставата по спорт и рекреација овој семестар се вклучени околу 600 студенти во 8 наставни центри и ние очекуваме дел од нив да се вклучат активно во селата оваа трка и во целиот овој настан. Дел од студентите ќе се вклучат во рекреативниот и во надпреварувачкиот дел, а дел од нив како волонтери ќе помагат во техничката реализација на самиот настан. Покрај студентите активно учество ќе земат и спортистите кои што во рамките на Универзитетот Гоце Делчев, односно тоа се студентите од студентските екипи, како и професионалните спортисти во клубовите на универзитетот, односно тоа се екипите во кошарка, одбојка и во пинг-понг. Од уга да најавија и дека ќе се формира велосипедски клуб. Во однос на формирањето на клубот, кој ќе биде формиран непосредно по трката, за мене се важни два момента. Тоа се надевам дека најпрво ќе го достигнеме оној квантум кој ќе биде неопходен за формирање на тој клуб, а токму нели ова промоцијата на ова трка е во функција на тоа. По формирањето на велосипедскиот клуб, секако приоритет ќе биде соработката со останатите велосипедски клубови во рамките на Македонија, секако регионално. И како момента тоа е подигнувањето на свеста на останатите учесници во сообраќајот дека сепак и велосипедот е дел од сообраќајот. Сообраќајна култура која за жал кај за нас е зборам и локално и регионално е исклучително ниска, така што апелирам на сите оние учесници во сообраќајот да почнат да го третираат велосипедот како, ајде така да го кажем, рамноправно средство за сообраќај. Најавени се учесници од кочани, велеси и кавадарци, а за сите учесници ќе бидат доделени награди и признанија. Продолжуваат надпреварите во првата државна лига во одбојка во Македонија. Утре ќе се одигра редовното 12-то коло во машка конкуренција, каде ќе се сретнат екипите на штипската екипа Мавис против Сушево. Одбојкарите на Проби Штип Весна Акумулатори ќе гостуваат кај Илирија, додека пак лидерот Струмица ќе ја пречека екипата на Шутова. Во женска конкуренција пак ќе се одигра редовното 8 коло меѓу екипите на универзитетската екипа Гоце Делчев и Работнички и Јанта Волеј против Бамикор. Екипата на Пробишти пак се пласираше во полуфиналето од Купот на Македонија, откако во четвртфиналната пресметка, одиграна на 2 март со 30:0, го совлада Мавис. Викендот ќе се одигра и четвртфиналната пресметка меѓу екипите на Лирија и Сушево. Со овие содржини го завршуваме и ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.